драг колега. Почитувани членови на владата на Република Северна Македонија, почитувани представници на Собранието на Република Северна Македонија, почитуван министер за внатрешни работи господин Спасовски, почитувано раководство на МВР и Бирото за јавна безбедност, почитуван началник на ОСПО, драги припадници на единицата за брзо распоредување, почитувани семејства на загинатите и починатите припадници на единицата за брзо распоредување, почитувани представници на општина Куманово, драги кумановци, почитувани представници на медиумите, драги пријатели и гости. Најнапред да ви посакам добра вечер и срдечно добре дојде на одбележувањето на денот на единицата за брзо распоредување 23 август. Ова е голем ден за нас, како припадници на единицата. Ова е голем ден и за Министерството за внатрешни работи, а вие со вашето присуство го правите овој значаен ден за нас уште поголем. Од се срце ви благодарам што сте присутни вечерва тука. Честа и оваа година да бидам на оваа говорница пред вас и да ви се обратам по повод одбележувањето на денот на единицата за брзо распоредување ми припадна мене, како командант на единицата. Задача што ја прифатив со огромно задоволство, но и посебна одговорност, имајќи предвид дека нашите граѓани, за чија безбедност секојдневно се грижиме, се одважија да ја збогатат оваа наша свеченост и 22 годишното постоење на единицата. Постоење не само како обстојување, туку постоење како есенцијален дел на системот на функционирање на Министерството за внатрешни работи. Постоење заради зголемување на безбедностите капацитети на државата. Постоење за подобро и побезбедно утре на сите наши граѓани на современата македонска држава. Затоа, најпрво ќе се обидам да ви ја доближам единицата за брзо распоредување и незините задачи. Припадниците на ЕБР, кои се дел на одделот за специјални полициски операции при Бирото за јавна безбедност, се високо квалификувани и обучени за најтешките задачи. Тие се активираат секогаш и секаде каде што е потребно највисоко ниво на оперативна ефикасност. Подготвени во најкусможен рок да извршат задачи со висок ризик и со највисок степен на прецизност, свесни за фактот дека кога се активирани, не постои никој друг што би можел да действува освен нив. Ова представува големо бреме за нас. Од една страна, но и огромна привилегија да бидеме секогаш и секаде, како што всушност и гласи мотото на единицата, каде што сме и потребни на татковината, грижејќи се за безбедноста на граѓаните и институциите на државата. Сето ова не мотивира никогаш да не бидеме целосно задоволни и секогаш да бараме повеќе. Прво од себе, а потоа и од другите. Пред се и исклучиво за безпрекорно спроведување на највисоките стандарди на полициската работа. При тоа, не можам да не споменам дека тој товар и одговорноста за која говорам не ја носат само припадниците на единицата, туку и нивните семејства, роднини и пријатели. Сите тие многу пати во својот живот ги жртвувале благодетите на секојдневието. Приватниот живот го тргнале настрана заради работата на нивните синови и ќерки, браќа и сестри, татковци и мајки. И во оваа пригода сакам бескрајно да им се заблагодарам за таа нивна жртва. Истиот момент го користам да ги поздравам и семејствата на загинатите и починатите припадници на единицата за брзо распоредување и да им оддадам длабока почит од моје име и од името на припадниците на ЕБР за жртвата која нивните најмили ја дадоа при извршување на работните задачи во единицата. Единицата за брзо распоредување никогаш не ги заборава делата на своите херои. Би сакал да споделам со вас и спецификите на нашата работа. Работата во ЕБР
се разликува од стандардната полициска работа, што ја прави неминовно составен сегмент на единиците за специјални полициски операции. Таа се заснова на знаење, вештини и искуство кои се стекнуваат низ процес на напорна и континуирана обука. Покрај ова, опремата, вооружувањето и материјално-техничките средства, кои се меѓу најбитните елементи за извршување ефикасно на специфичните оперативни задачи, неопходно е континуирано да се надградуваат и модернизираат согласно стандардите на сродните полициски единици. Благодарение на актуелното раководство на Министерството за внатрешни работи во изминатите неколку години, со нивната континуирана поддршка и разбирањето за нашите потреби и барања, единицата за брзо распоредување во голем степен ги подобри условите за работа на своите припадници. Во текот на изминатата година, припадниците на ЕБР добија нов и квалитетен концепт на исхрана. Се подобрија условите за спорт и физичка подготовка со нови и реконструирани игралишта. Извршена и набавка на наменски возила за одржување на јавниот ред и мир и материјално-технички средства и електронски уреди за извршување на специфичните задачи. Од срце благодарам за поддршката и длабоко верувам дека и во иднина ќе наидеме на разбирање од страна на раководството во Министерството за нашите потреби за успешно справување со сите безбедносни предизвици, со заедничка цел, посигурен и побезбеден живот на сите наши граѓани. И пред самиот крај на ова мое обраќање до вас, морам да изразам посебно задоволство, што вечерва сето ова, на овој за нас голем ден, го споделуваме токму со кумановци, во градот на непокорот Куманово, кој со својата историја, одважност, храброст и мултиетништво ги отсликува сите оние вредности што ги негуваме ние во единицата за брзо распоредување. Тоа не прави уште поблиски, тоа уште толку ја зацврстува нашата врска со граѓаните во чија служба сме. Почитувани гости, почитувани граѓани, никој не знае што носи иднината. Но она што со сигурност знаеме е дека зад нас и пред нас, како припадници на ЕБР, вложивме големи напори што не прават непоколебливи и решителни во сите секојдневни задачи, силно посветени на повисоката цел што ја носиме во себе. А таа ги надминува рамките на нашата единица. Остануваме и понатамо посветени на државата и на пошироката заедница, посветени на мирот, безбедноста и сигурноста на сите наши граѓани. Почитувани, уште еднаш, од срце ви се заблагодарувам за довербата што ни ја давате. Секогаш и секаде, да живее ЕБР! Ви благодарам.